Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И во ова петочно издание, кога е и Голем петок или Велики петок, повторно сме со радиоемисијата Глас од Македонија. Токму нека вечерашнава наша емисија ги развесели вашите срца, а ние да одиме со музичкиот поздрав за сите вас. Кому радост сега носи
Кога рековме дека денес е и Велипеток, редно е да ви се представиме со прилог околу Исус Христос. Исус или Джашуа, 7-та до 2-та година пред нашата ера, до 26-та до 36-та од новата ера, еврејски пророк и рабин од Назарет, кога многу евреи го сметале за голем учител. По неговата смрт станал главна личност во христијанството, како и важна личност во другите религии. Муслиманите го сметаат за пророк, а христијаните за Месија и Син Божи, односно второто лице ипостас на Светото Тројство. Исто така се нарекува уште и Бог Слово, кој поради спасувањето на човечкото суштество од неговите гревови се претворил и станал човек Исус Христос. Голем број од научниците од областа на историјата и теологијата се сложуваат дека Исус бил евреин од Галилеја, дека го сметале за учител и исцелител, дека бил крстен од страна на Јован Крстител и дека е распнат на крст во Ерусалим по наредба на римскиот гувернер Понти Пилат под оптужба за клевета против Римското царство. Главни извори околу животот на Исус се 4 евангелија од Новиот Завет, од Матеј, Марко, Лука и Јован. Денес само неколку современи научници веруваат дека сите древни списоци за животот на Исус се точни или неточни. Христијаните веруваат дека Исус бил Месија, чие пришествие или доаѓање е најавено во Стариот Завет, кој е едно од основните гледишта околу разликите во погледот на Исус со јудаизмот. Христијаните веруваат дека Исус е Син Божи, кој дошол да го донесе спасот и помирувањето со Бога и кој воскреснал по неговото распнување. Повеќе христијански учења зборуваат дека Исус бил исцелител, правејќи големи чуда. Во исламот Исус се смета за еден од најважните Божји пророци, чудотворец и Месија. Сепак муслиманите не веруваат во Исусовото распнување и воскреснување како и неговата божественост. Тие веруваат дека Исус не бил ниту убиен, ниту пак распнат, туку дека жив воскреснал на небото. Голем број муслимани веруваат дека тој ќе се врати на земјата заедно со Мехди, тогаш кога земјата ќе стане преполна со гревови и неправди во времето на доаѓање на исламскиот антикрист како што е Деџал. Инаку во македонскиот јазик Исус, кој е пренос на хебрејското име на звук Јешуа, хебрејско име Јешуа било доста распространето. Ова име се давало во сеќавање на ученикот на Мојсей и владител на земјата Израел, кој живеел околу 15 до 14 век пред нашата ера, а кој во Библијата е именуван како Исус Навин. Месиите прво биле нарекувани свештеници, а зборот Месија започнал да се користи подоцна во царството Израел и тоа во односите со царот. Соодветно на тоа, еврејските пророци сведочеле за појавување на цар од родот на Давид, наречен Месија, кој истовремено се јавува и како свештеник и како цар, тоа што Израел го очекува од вистинскиот цар на светот. Најдеталниот приказ околу реѓањето на Исус е даден во Евангелието по Матеј, напишано помеѓу 50-та и 60-та година од новата ера, и Евангелието по Лука, напишано помеѓу 60-та и 61-та година од новата ера или нашата ера. Научниците денес се уште расправаат околу деталите на Христовото раѓање, а некои од нив тврдат дека го знаат и точниот датум на неговото раѓање и смрт. Евангелијата по Лука и Матеј не го спомнува точниот датум на Исусовото раѓање и смрт. Во христијанството неговото раѓање или Божик се слави на 25 декември според Грегоријанскиот календар или католичкиот календар и на 6, односно 7 јануари според Јулијанскиот или Стариот календар. Најрани корени околу славењето на ова дата потекнуваат од околу 330 година. Пред тоа се славело на 6 јануари како дел од богојавлението во спомен не само на неговото раѓање, туку и на денот кога тој бил покрстен од страна на Јован Крстител во реката Јордан. Според многу учени, Исусовото раѓање се случило на пролет или лето.
Дионис Малиот од 470 до 544 година се обидел да го утврди точниот датум од неговото раѓање и дошол до заклучок дека тоа било 753 години по основањето на Рим. Како датум го одредил 21 декември 1 пред нашата ера, а следната година ја нарекол една по новата ера, со што започнал системот за мерење на времето од Исусовото раѓање. Системот бил направен во 532 година, а речиси 2 века подоцна бил прифатен како календар на христијанската цивилизација. Денес многу е тешко да се утврди точниот ден на раѓање на Исус Христос, бидејќи од самото пишување на Евангелијата поминале околу 1900 години. Но според затемнувањето на месечината како што се ориентирале римските цареви, Исусовото раѓање било во 3 век пред нашата ера. Во Евангелието по Мати и Евангелието по Лука се пишува за раѓањето на Исус во времето на Ирод Велики. Лука пишува дека раѓањето на Исус се случило во времето на римскиот говернер Квирини. Датата на Исусовата смрт исто така не е јасна. Според Евангелието по Јован, распнувањето го поврзува пред Пасха, празник кој паѓа во петок на 14-тиот ден во месецот. Исто така евреите според месечево-сончевиот календар и според едно дело од Џон Мајер, Исус најверојатно умрел на 7 април 30-та година или на 3 април 33-та година. Нека ни е честит нашиот голем македонски празник Великден, почитувани сонародници.
mostovi. Koji što si Boga moleše, pomost od toj si nineše. Koji što Boga ne moleše, vovoda toj si pajaše. Vovoda toj si pajaše, grevovi da si izmije. Дечиња, и овој пат сме со вас и вечерва имаме интересна приказна за вас. Па ајде сите заедно да ја чуеме. Едно зајаче се викало Ушко. Си живеело во шумата со мајка му, зајачицата, татко му, големиот зајак, и со двете сестрички. Зајакот и зајачицата биле грижливи родители. Еве, сега треба да зборувам како родителите на зајачето. Може ти да бидеш мајката и таткото зајак? Па договорено. Никогаш не се оддалечувајте од нашиот дом, зашто може некој да ве изеде. Ги учела мајката зајачица малите зајачиња. Бидете послушни и не се карајте со никого. А ако имате пријатели, непријателите ќе се плашат од вас иако сте малечки. Секој ден им повторувал големиот зајак. И бидете учтиви. Сум ги слушнала луѓето. Знаете како велат? Добриот збор и железна врата отвара. Со милозлив глас зборувала зајачицата. Јас ќе продолжам. Зајачињата слушале со широко отворени очи и учтиво одговарале. Добро, мамо, во ред, тато, ќе бидеме умни и воспитани. Но еднаш зајачето Ушко многу гладнало. Нјам, ми се пријаде зелка. Зелена крцкава зелка. Ќе одам да најдам. Ушко, без да се јави на мајка му, тргнал да бара зелка. Но во шумата немало зелка. Ушко продолжил да трча и оп, за час се нашол во една зеленчукова градина. Не губел време. Гриц, гриц, ам, Ушко сладко се наел. Задоволен со полна меша тргнал дома. Одејќи така лека полека ја видел лисицата. Била лута и бесно мрмкала. И сега не знам како зборува лисицата. Слушај. Останав гладна. Не успеав да украдам кокошка од дворот на селаните. Што да ручам денеска? Што да ручам денеска? На зајачето Ушко му запрело срцето. Леле, треба да се бега, но каде? Треперело од страв зајачето. Во тој момент согледало пештера. Без да размислува, Ушко скокнал во пештерата. Не знаел дека таму го чека друга закана. Во пештерата, скриена во камењата, живеела змијата. Зајачето било воспитано, нели, па знаело дека не смее да влегува во тој дом без дозвола на домаќинот. Треба да се поздравам, си помислила тоа. Но со кого? Дали некој живее во пештерата? Подразмислила зајачето Ушко, па решила. А јас да си ја поздравам пештерата?
Си седнало тоа на задните ноџиња и учтиво рекло: Добар ден, добра пештеро, дозволете ми да влезам. Змијата многу се израдувала кога го слушнала гласот на зајачето. Ајде те молам, ти биде змија. Влези, рекла змијата, сакајки да го залаже малото зајаче. Но Ушко го препознал гласот на змијата. Па, брзо одговорил: Извинете што ве вознемирив, рекло зајачето. Јас сосема заборавив дека ме чека мајка ми на ручек. Довидување. Друг пат ќе ве посетам, пештеро. И Ушко скокајќи побегнал. Кога дошло дома, во својата дупка, зајачето си рекло: Убаво ме учат мама и тато. Учтивоста никому не може да му наштети. Мене ми ја спаси главата. Змијата пак се склопчила и промрморела: Подобро да не му одговорев. Ах, тие учтиви зајачиња. Да пробам јас. Подобро да не му одговорев. Ах, тие учтиви зајачиња. Ха-ха, одлично. Ти помогнам? Епте. Ехеј. О, Благодарам. многу ти благодарам. И извини. Малку сум збркана. Ме фаќа трема. Пред цело училиште ќе ја читам приказнава. Затоа бев малку како неучтива. Во ред. И опушти се. Одлично ја раскажуваш приказната. Верувам дека очекувате, драги дечиња, да дојде Великден кога ќе ги чукате јајцината со вашите братчиња, сестриња, исто така со вашите тато, мама, дедо и баба. Но верувам дека и ќе одите и в црква. Но затоа пак ние ви посакуваме од срце убаво да си помините за овој наш македонски празник Великден. Чук, 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 чукни ти со јајцето. Чук, 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 сега чукни ти. Чук, 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 чукни ти со јајцето. Чук, 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 ајде чукни ти. Чук. Чук. Чук, 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 чукни ти со јајцето. Чук, 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 сега чукни ти. Чук, 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 чукни ти со јајцето. Чук, 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 ајде чукни ти. Чук. Чук, 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 чукни ти со јајцето. Чук, 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 сега чукни ти. Чук. Чук, 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 чукни ти со јајцето. Чук, 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 ајде чукни ти. Црвено, бело, дебело, здраво, живо, весело. Ајде!
Помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис, што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Се уште сме во градот Струга со радиокараванот Глас од Македонија. Па да одиме со ред. По задушувањето на Елинденското востание, Струшкиот комитет на ВМРО презел низа мерки за да им помогне на оние села што најмногу настрадале. Комитетот ја спроведува во дело замислата за самопомош на македонскиот народ, што се покажа побрза и поефикасна отколку средствата давани од разни пропаганди. Помош дала и црквата Свети Ѓорѓија. Во записникот од седницата на управата одржана на 31. август 1903 година се гледа дека во таа година, додека беше Питроп Теодосије Голабов, црквата имаше чист приход од 20.258 грошеви, што беа употребени за платите на учителите, певците или пцалтите, слугите и за милостина. Под милостина се означени средствата дадени како помош на бедни семејства од загинати револуционери. Во октомври 1903 година, уште еден настан ја потврди револуционерноста на жените во Струшко. Мартиница од село Јабланица, членка на ВМРО, застрелала еден однароден предавник и турски шпион. Турските власти ја фатиле, ја врзале и ја префрлиле во централниот затвор во Битола. Мартиница не се смирила со судбината, туку успеала да избега од затворот со помош на други затвореници. Настанот ја изненадил битолската полиција, која не успеала да влезе во трагата. Мартиница живеела илегално и продолжила да работи за револуционерната организација. Струшкиот комитет на ВМРО брзо ја обновил револуционерната мрежа на територијата. Во протечените раководства на селските комитети влегле нови и помлади луѓе, и женските групи на организацијата биле проширени и зголемени со нови членки. Ново живнатата српска пропаганда во Струшко продолжила да создава пречки за нормалната дејност на ВМРО. Иако многу слаба, таа не се откажува од тој реон. Нејзините агитатори врбуваат приврзаници дури и меѓу членовите на организацијата, што доведе до подготвување убиство на војводата Ставре Гогов, кој што се пројавил како голем непријател на врховистите или бугарските ВМРО-вци што ги викаат и на сите странски пропаганди.
Платеникот тешко го ранил војводата, но тој сепак оздравил по неколку седмици и продолжил да действува во реонот. Тоа станало во 1906 година. Истата година турските власти го убиле мошне активниот соработник на ВМРО, свештеникот Петре од село Вевчани. Тоа убиство предизвикало голема револтка и населението, а комитетите го исползувале за позасилена агитација меѓу македонците и меѓу пријателите муслимани. На 11 април 1907 година македонски борци од неколку чети се собираат во Вевчани на советување. Пристигнатите чети биле под раководство на војводите Ставре Гогов и други. Турските власти ги откриле. Во селото пристигнале турски воени единици придружувани од башибозуци од Лабуништа, Оптиси и Подгорци. Војводата Гогов загинал обкружен во една самечка камена кула. Во Хуриетот 1908 младотурската власт побарала македонци од Струга за служење во турската војска. На мнозина им биле врачени покани за да се јават во определена единица. Тогаш баба Парушка од Струга сама префрлила 190 македончиња од градот в Планина, каде што и се придружиле на четата на Петар Чаулев, кој се застолнувал повремено во Македонија, односно денешна Албанија. 2 години потоа, на 5 мај 1910 година, македонците во Струга одржале градско годишно собрание за разгледување на некои културно-просветни проблеми. Присутните избрале црковно училишен одбор од редовите на поактивните стружани. Сите избрани биле мирјани. Одборот покрај другото предложил да се изгради нова училишна зграда во Струга, зашто старата била дотраена. Граѓаните ја прифатиле иницијативата и почнале да внесуваат доброволни прилози.
mi ljubavi. Struga pevam samo za tebe, za tvoje to sino jezero, za tvoja ta bistra reka, za tvoji temo mi ljubavi, za tvoja ta bistra reka, za tvoji temo mi ljubavi. Кога балканските монархи се здружија да ја објават војна на Турција за да ги остварат своите тајни стремежи за делба на живата снага на Македонија, а и на другите балкански области што уште се наоѓа под власта на султанот, Струга, според картата на така наречената спорна зона, била вклучена во сферата на интереси на кралството на Србија, додека Охрид и бил приклучен на бугарската зона. Струга е окупирана од српските војски без борба, зашто турските единици се повлекле кон Елбасан, денешна Албанија. И Првата светска војна се одразила во Струшко. Бугарските и српските единици се судриле во самиот град на 26 ноември 1915 година. По неколку дневна борба, српските војски биле присилени да се повлечат кон Албанија. Струга ја окупираат бугарските единици. По завршувањето на Првата светска војна, Струга се нашла повторно под српска власт. Животот во новото кралство на србите, хрватите и словенците, односно СХС, не бил многу подобар од тоа во османлиското време, зашто македонскиот народ и натаму останал народносно угнетуван и обесправен. Во Струга 1941 година повторно е во потпаѓање на италијанската власт. Ослободена е на 8 ноември 1944 година. Еве уште еден дел од Струга, но затоа пак ќе продолжиме идната недела со знаменитостите во овој наш македонски град. Ili bez
Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на Subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. И овој пат со последните минути од вечерашнава наша емисија и песна од мојата поезија. Запомни, дете мое, име со 1000 години што постои, име безброј пати изговорено, пеано, напишано. Македонија. Да, дете мое. Земја на твојот татко, на мајка, баба и дедо, на твоите предци. Ако се роди во неа, чуваја кочите твои. Ако пак далеко од неа, со гордост говорим на сите за коренот твој. Да, моje мило дете, ти и сите како тебе, исполни го дедовиот аманет и како младо всадено дрво пушти ги гранките ширум светот, за да те видат тебе и коренот македонски, а ти радосно да викнеш: една е Македонија. Did you know that the Voice of Macedonia has been producing its radio show for 53 years and is the longest running radio program in the diaspora? And now we have extended our programming to reach listeners all around the world so that everyone everywhere can enjoy our curated programs on YouTube. Hit like, share, and subscribe and leave us a comment.
Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.